По повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, председателката Гордана Силјановска-Давкова го посети училиштето Партенија Зографски во Скопје, кое одбележува 70 години постоење. Таа истакна дека дигитализацијата и вештачката интелигенција може да помогнат учениците со оштетен слух и говор да се вклучат во редовното образование. Учениците изведоа уметничка представа на знаковен јазик, а беа посетени и работилниците и мултисензорската соба. Председателката ја оцени посетата како незаборавна. Владеачката партија обвини дека поранешниот вице-премиер за борба против корупцијата, Љупчо Николовски, наместо да ја спречува корупцијата, ја создал преку договори со кланот Заеви. Според партијата, по отписот на 2000 тони жито од државните резерви, вредни околу 800.000 евра, бил одобрен и грант од 1,4 милиони евра за фирма поврзана со брендот Мамас преку ИПАРТ програмата. Од владеачката партија бараат јавното обвинителство да отвори истрага и да ги испита овие наводи. Во пробниот период на системот Безбеден град е регистриран рекорд во пречекорување на брзината. На Скопската обиколница е фатен возач кој се движел со 231 км на час. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека рекордот е забележан на 1 декември. Според надлежните, бројот на прекршоци на вториот ден е преполовен, од 110.000 на 50.652 за 24 часа. Велковски порача дека е неопходен систем кој ќе работи постојано, бидејќи ваквото возење најчесто завршува со трагедии. Железничката линија Белград, Будимпешта ќе биде отворена на 20 февруари, соопшти унгарскиот министер за градежништво и транспорт Јанош Лазар. Тој изјави дека работите во Унгарија напредуваат со добро темпо, додека во Србија веќе се завршени делницата Белград, Суботица и српскиот дел од трасата. Возовите низ Унгарија ќе се обраќаат со брзина до 160 км на час. Проектот дополнително ќе го поддржи заем од Европската инвестициска банка во вредност од речиси 800 милиарди форинти, односно околу 2,1 милиарда евра. Бугарското народно собрание одби да распише референдум за воведување на еврото во 2026 година, со што практично заврши иницијативата на председателот Румен Радев. Од вкупно 219 присутни пратеници, 135 гласаа против, 81 за, а тројца беа воздржани. Радев бараше граѓаните да одлучат за напуштањето на левот, но парламентот оцени дека процесот за влез во еврозоната треба да продолжи. Одлуката доаѓа пред очекуваната позитивна оценка од Европската комисија за прием во еврозоната во 2026. Францускиот председател Емануел Макрон, кој е во официјална посета на Кина, го повика кинескиот лидер Си Џинпинг на поблиска соработка во геополитиката, трговијата и заштитата на животната средина. Во фокусот е и барањето на Европската унија Кина да помогне во напорите за завршување на војната во Украина. Двајцата лидери порачаа дека дијалогот меѓу Париз и Пекинг е од клучно значење за глобалната стабилност. По средбата беа потпишани 12 договори за соработка, а Кина останува еден од најважните трговски партнери на Франција. Американски конгресмени во представничкиот дом ја повикаа администрацијата на Доналд Трамп посилно да се ангажира на Западен Балкан, оценувајќи дека најголемата дестабилизација доаѓа од Русија преку Србија. Македонија беше посочена како клучен НАТО сојузник, чија стабилност е важна за безбедноста на јужното крило на алијансата. Конгресмените предупредија и на влијанието на Кина и Иран, повикувајќи на засилена дипломатска и безбедносна поддршка на регионот. Оценето е дека Балканот останува еден од најнестабилните делови на Европа. Рускиот председател Владимир Путин пристигна во дводневна посета на Индија, каде оствари средба со премиерот Нарендра Моди. Ова е прва посета на Путин по почетокот на војната во Украина во 2022 година и доаѓа во време на силен геополитички притисок и западни санкции кон Москва. Во фокусот се соработката во одбраната, енергетиката и високите технологии. Индија продолжува да набавува поевтина руска нафта, иако е под растечки притисок од САД. Самитот се толкува како сигнал за стратешката автономија на Индија и за цврстување на партнерството со Русија. Времето денеска облачно со повремени локални врнежи од дожд, пообилни во југоисточните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во Скопје облачно време, во делови од котлината со појава на слаба магла. Во текот на денот со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен јужен ветер. До крајот на неделата управата за хидрометролошки работи најавува период на претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд, кои ќе бидат пообилни во западните и јужните делови на земјата. На повисоките планини дождот ќе премине во снег.